Треба да почнеме, треба. Не, Ние ќе пееме. Со традиционално зажнејување со срп се означи официјалниот почеток на жетвата на оризот во Кочанско, а завршија 33-тите поред денови на Кочанскиот ориз. Жетварската убавица со здравица, песна и благослов прва го зажнеа оризот во нивите во Кочанско оризари. Манифестацијата продолжи со традиционално вршење на гумно. За младите интересни случувања, за повозрастните позната пракса која никогаш била дел од нивното секојдневие. Велат пред многу години машини немало, оризот се жнеел, се вршело рачно и за нив тоа е познато. Па некој со срп се жнееше, па се збират полози, тоа снопие се справе, па се на гумно исто со кој се врше и се збира. Ама кога го збираш, после се вее оризот. Оти има и глуво нешто и се одвее и со метла една. Мажо со лопата вее, а жената така избира. Тоа што е глувото, настрана го става. Младите денеска не знаат уопште што е срп, што е матика и што е вршење со коњ. Ние, постарата генерација, да, имаше тоа време, а сега младите не. На манифестацијата се доделија и награди за најдобар, односно најуспешен оризопроизводител. За добитниците стимул да продолжат и понатаму да се занимаваат со оваа култура, од која како што велат екзистираат. Се што се работи, ако се работи со љубов и со срце, се исплатливо е. Значи, кога тогаш ќе се исплати трудот на земјоделец. Приносот во оризање приносот е добар, значи да се движи околу од 700 до 800 кила по декар, значи 7-8 тона по хектар. Тоа е задоволително. Сега рандаманот ќе видиме, значи уште не е почнен да се произведува до бел ориз, затоа не знаеме уште како ќе биде, што ќе биде. Јас лично да. И ова награда е на мотивација за младите да продолжат со оваа култура, да работат, да останеме во оваа држава, сите заедно, сплотени и да работиме. Во ланската година беше добра. Принос добар, цена добра, али оваа година сега почнува жетвата, уште не е стимулирана цената, па се надеваме дека ќе биде окей. Приносите се многу добри, али цената не знаеме уште, не е загарантирано ништо. Се приготвија и традиционални јадења од ориз, представници имаше и од други држави. Задоволни од организацијата вела дека ова треба да се негува и чува. Од Република Българија сме. Ние сме од Република Бугарија. Подготвивме баница со сирење, со тиква, традиционално јадење од нашиот крај, домашна лозова раќа и вино. Ние сме група од 12 луѓе и ни се допаѓа оваа манифестација. Доаѓаме 7 година поред. 6 часа. Моја подготовка е сарми, а има и доста други јадења што се подготвени со ориз, пити, зелник, баници, секоја мајка има нешто спремано, дале благо, солено. Ја бих желио да се... Сакам да се заблагодарам за поканата да бидеме дел од оваа манифестација. Делегација од Црна Гора доаѓа 10 пат поред, јас лично прв пат. Ние кои доаѓаме за прв пат, ние сме воодушевени од настанот. Ова што го видовме и што го доживеавме, воодушевени сме. Не ги криеме импресиите. Ова што го имате навистина вреди. Треба да се чува и треба да се негува. Импресије, значи ово што ви имате овде. Манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз беше проследена со богата културно-уметничка и забавна програма.